Дечки, здраво! Ова е една различна колумна од сите до сега што ги имам направено во домашна изолација. Веќе 7 дена сум во домашна изолација, бидејќи на 9 март се вратив од Франција и веќе 7 дена сум дома, не излегувам. Пробувам да се заштитам себе си, да ги заштитам другите и ги почитувам мерките. Се наоѓаме во едно време кај што очигледно гледаме дека земјата си зима здив и мислам дека треба и ние да се одмориме. Многу ми е тешко и многу сум тажна за ова што се случува, бидејќи реално нашите животи се ставени на пауза и сите наши планови се ставени на пауза, ама мислам дека тоа треба да го искористиме позитивно и мислам дека од тоа треба да направиме нешто добро за нас и за нашите најблиски и дека не треба да бидеме себични. Јас почнав да читам и сите книги што ги имав купено, нема време да ги прочитам. Си ветив себе си дека овие 14 дена ќе ги прочитам. Исто така Бојан ме смирува, зашто нормално кога си затворен во еден простор, почнуваш да мислиш се што па треба да си го заштитиме и менталното здравје. Ми одам во маркет кога не треба, значи избегнувам контакт со луѓе, не може да одите во маркет и да купите се, значи тоа е безобразно, алчно и себично. Не ви треба 300.000 тоалет харти, 400 макарони, шпагети, супи, аргети, паштети. Нема потреба од сето тоа. Ке помине. Мора да останеме 14 дена, дури и 40 можеби, ама 14 дена дома. Зашто така ќе се заштитиме себе си и ќе ги заштитиме најблиските околу нас. Бидејќи јас како млада личност може и да го преживеам ова, доколку го закачам вирусот, имам јак имунитет и можам да поминам без никакви последици, но што е со постарите? Мислам дека треба да им обрнеме на нив внимание и мислам дека треба да ги заштитиме, бидејќи ако дојде ситуација да се избира помеѓу дали јас или мојата мајка ќе треба да биде ставена на респираторна машина, тогаш сигурно лекарите ќе се одлучат за мене. Ние не треба да дозволиме да дојдеме до таа ситуација. Затоа ве советувам, останете дома. Бидете дома со своите и може да правите најразлични начини. Например, вчера со другарките измисливме кафана на Skype. Си се вклучивме сите од дома, си пиевме вино и си пеевме песни. Потоа читајте, играјте на лути се човече, брза географија, карти, боите, цртајте, сликајте. Одличен период да ги изгледате сите серии што до сега не сте ги изгледале, а само ви ги кажуваат. Например, јас ќе гледам Game of Thrones, пошто ја немам гледано. Што може друго да правите? Пејте, играјте, вежбајте, медитирајте. Има толку многу начини за овие 14 дена да изгледаат добро. Јас ме фаќа нервоза, ама за моje лично добро и за доброто на луѓето околу мене останувам дома. Остани дома, биди дома, зашто тоа е начин на кој што ќе се заштитиме и ние и сите околу нас. Поздрав! До наредната колумна.